А зошто не инвестираат од парите од кредитот од Унгарија да ја прават чебрени игалишта? Зошто прават Ајде. ќе прават сега игралишта, канализации, Од 250 милиона ние ќе го направиме веројатно скоро телото на браната и опточниот канал, патот до браната. Зашо не го инвестираат тоа, не го направат да обезбедат ефтина енергија, Етна конкурентна енергија. цена и така натаму, па да станеме и можеби нето извозник на струја и така натаму. Зошто тоа не го направат? А зошто они го прават тоа? Сега овие пари веќе ги даваат. Локални избори, Па да. за локални избори. Па за локални избори, така е. Сега една интересна тема да прокоментираме, што не ја стигнавме да искоментираме деновиве со Мечка, а тоа е големата акција најавена за затварање на фирми кои што практично ги заглавувале броилата за струја, некој апарат че ставале на нив, големи фирми во кои што Тие според законот и кривично треба да во одговарат. центарот на Скопје, кои што на тој начин си ја ограничувале цената која ќе ја плаќаат за електрична енергија. Точно знаеме кои се тие од центарот на Скопје, да не се правиме будали. Пошто знаеме кои се, ништо од тоа нема да биде. Тресла се гора, родио се миш. Ама прашањето е зашо А у Липково има ли сте такви Да. апаратчиња? не у Липко нема сати. Нема кој да мери. А што не, мислиш ти од центарот на Скопје кај е тоа? Па некоја пекара. Пекара. Да, ресторани. Пекара. Па добро. Сигурно не е Долфуфо. Па Долфуфо не е пекара. Па сигурно не се кире. Точно знаеш каде е. Добро, ма. Тој што краде струи кривично треба да одговара. Прашањето е зошто не важи ова на цела територија на Република Македонија. Тоа е прашањето. И тоа е проблемот, тоа е болката. Тоа е дугачко прашање. Добро, 2002 станувате министар за економија? Четврта. Практично тоа е поствоена Македонија. Ствари 2003, 11 ноември или декември беше? Ноември 2003. Тоа е поствоена Македонија. Сега моменталната ситуација во светот горе-доле сме на тоа ниво со кризи, со закани по безбедност. А шо, криза тоаш било кај нас, војни действија на Косово и Во ред Македонија. говорам економијата каква е кревка. Говорам за државниот буџет. Говорам за она што се случуваше претходно со короната. Еве да станете ви утре министар за економија, што би направиле прво? Да, се што ме. Да им дадеме некоја идеја да направат стварно нешто пошто ќе испоцрка народ. Вообичаено министерот за економија никогаш не бил од водечката партија. Многу ретко. Секогаш е од некој коалиционен партнер и вообичаено министерот за економија е во сукоп со министерот за финансии. Зошто? Зашто министерот за економија практично го слуша и го застапува реалниот сектор, а тоа се фирмите, стопанството. А министерот за финансии вообичаено е бирократ. Враќате назад да видите министри што сме имали, никој не Джевџет Хајредини бил министер кој што во стопанство работел, во електродистрибуција Гостивар, мислам, или некој трговско предпријатие, не знам, не карикирам. Методија Тошевски, првиот министер за финансии, и тој исто така, мислам дека Јане Милјовски, и тој не беше стопанственик. Таки Фити не беше стопанственик. Факи Тити. Петар Гошев не беше стопанственик. Никола Поповски не беше стопанственик. Никола Груевски не беше стопанственик. Да бројам, Ставревски. Груевски бил на берза. Како се викаше овој од економски факултет на СДСМ? Данска. Како е? Драган Тевдовски. Тевдовски не беше. Фатмир Бесими не бил стопанственик. Ова сега министерка, како се вика? Како ја заборавте Нина Групер, мислам се. Како е? Нина Групер голем Да, стопанствен беше. она да. Добро, жената без разлика. Има бизнес, само она. А ова, како се вика, не знам дали е сособственички некој од фирмите на газдата нејзин или... Но вообичаено они се доаѓаат или од професорите или од администрација, значи вообичаено се они побирократски се однесуваат, за разлика од
од министерот за економија кој што многу пореално ги гледа проблемите. По мене максимално што треба да се влие на цело стопанство да се намалат трошиците. Влезните трошици за да стопанството стане поконкурентно. Второ, ефтина енергија мора да се обезбеди за да трошиците по единица производ бидат пониски. А зашто не инвестираат од парите од кредитот од Унгарија да ја прават чебрени игалишта? Зашто прават Ќе прават сега игралишта, канализации ќе прават и љуѓашки. Зошто на пример не Со инвестираат 250 милиона ние ќе го направиме веројатно скоро телото на браната и опточниот канал, патот до браната. Зашто не го инвестираат тоа, не го направат и да обезбедат ефтина енергија, не Многу знам, квалитетна конкурентна енергија. цена и така натаму, па да станеме и можеби нето извозник на струја и така натаму. Зошто не го направат? Не знам. А зошто они го прават тоа? Сега овие пари веќе ги даваат. Локални избори Па да. за локални избори, така е. Така. Нема ние... Јас стварно немам идеја што понатака стварно више да коментирам и вакво да... Ама гледаш дека народот не цени резон, граѓаните не ценат резон, не ценат стратегија, не ценат ништо на долг рок. Не. Граѓаните ценат кој добро ги лаже, Да. па и кој ќе види дека го лаже, пак вика ај белким ќе биде. Ама оној претходниот, што претходниот? Еве ти го овој што дојде. Знаете, кога некој, не знам, направил некој престап и го закопале до глава. И го намачкале со мет и дошле мравки, оси да го јадат. Дошол некому, било жал, му ги бркал. Осите, мравките, овој викал, остај ги. Зашто вика да ги оставам? Абе, овие се најадоа, ќе дојат други, бетер ќе ме јадат. Така и ова, бар. Кога гледаш дека лажов, па боле претходниот да беше. Не видов. Како се најал, бар. Ние, например, сега, вика, ние нема да го правиме коридор 8, мостот, тунелот, не знам што, не бил направен, иако имам слика дека е направен. Не бил направен, тоа било не знам каков проект и заради тој проект им нуделе подкуп и они се исплашиле од тоа што им нудат подкуп и се тргнале. Дополнително вика Александар Николовски, вика ние имавме опција да го прифатиме да бидам допадлив и корумпиран за Европската унија. Допадлив за Европската унија да ме ки корумпиран или да го одбијам овој проект и митото. Во исто време Србија го прави истиот тој коридор. Истиот тој коридор го прави Србија преку Албанија, од море, од Албанија, преку Косово, Србија, Бугарија. Истиот коридор. И додека Србија го прави тој коридор, ние се правиме овдека нешто многу паметни и некеме, не знам... И тоа со европски пари го прави. Со европски пари, да, исто. Добре, наши пари да. Не. 100% Бајќи е пари, финансирано. не е 100%. 100% е Не е 100%. 100% финансирано од Европска унија. 500 милиони евра е финансирано од Европска унија. Динар не даваме ние Не е од тоа. точно. Се грант е. Информирај точно е. се, има грант, ама поголем дел се наши. Не се наши. Добро, колку би 500 би милиона струвала коридор, пругата, момент. Ајде, Значи 500 милиони. Абе, Мечка, ако се наменети од нив за тој коридор, ти нема шанса тоа да го смениш. Проблемот е што има наши пари таму. Нема. Добро се. 20 километри е пругата. 102,6% има наши пари. Еве а се колку би кладам. коштало еве Вака се. пруга? 20 Таа линија, километри, колку ви кошта? 20 километри е пругата. 24 милиони е проценето километар по проект. Тоа е за пругата. Ние пари даваме за улица. Не даваме пари ние за пругата. Нашите пари се за пристапни, за градежни, за пристапни патишта, за обезбедување траси и така натаму. За изградба на пругата си плаќа цела Европска унија. Истото е и во Србија. Па што мислиш, малку пари се тие пристапни патишта, Па нека се 100 експроприација? милиони, колку се? Не се поише, 2-300 милиони се. Па и 2-300 нека се. За Србија има логика економска да го прави тоа, ама за нас нема тоа економска Србија логика. има причина повеќе се додворува на НАТО и на Европа, ние веројатно немаме. А ние не. Па да е добро. Само јас некој го гледав министерот за транспорт и врски, леле колку викаше на сител, мајко, урлаше. А слушнате дека му кажа дека е попопуларен од Христијан Мицковски?
Да. Па почна да се правда. Голема популарност. Ајде го има. спремиме тоа да го погледне, многу добро. Голема Многу добар популарност исечок е. постигнал Да. и сега ќе не забавувате со тоа. Кој што им рекол на бугарите? Сега со тоа ќе нахранат. Ама на албанците ништо не им рекоа. Вчера беше Але кај смејат па ти? председателката, завчера беше председателката на Виж албанското. кај ги најде овие карамели бе? Мастика? Не е мастиково, карамел. Карамела, ама со вкусна мастикос. Мастика. 30 си изадол до сега. Дали добри се од Грчка? А? У Грчка. Молим. Многу се добри. Добро. Сите имаат подобри причини од нас да се развиваат. Само ние немаме причина да се развиваме. Економски, геополитички, сообраќајно, инфраструктурно. Супер. Воено, Сите имаат подобри причини од нас, само ние немаме причина. интелектуално. Тука е најголемиот. Тука леш заек. Само ние немаме причини интелектуално да се надградуваме. И сме на оваа... Како не се надградуваме Бугари, идеме на опера, бе, што збориш? Да, бе, да. Културно